Добар ден, јас сум Даниела Манеска, предметен наставник по физичко и здравствено образование во Основното училиште Љубен Лапе во општина Аеродром Скопје. Почитувани ученици, добродојдовте на онлайн часот по физичко и здравствено образование. Денеска ќе се запознаеме со наставната единица вежби за превенција од деформитети. Главен носечки столб на телото го представува рбт. Тој представува комплекс од пршлени, дискови, лигаменти, нерви, мускули и крвни садови. Во одржувањето на исправено тело учествуваат мускулите на нозете, крлицата и грбот заедно со коските и лигаментите. Исправената положба на човекот е услов за непрекинато одржување на рамнотежата. За да се одржи исправена положба кај човекот во текот на еволуцијата, се развиле физиолошки кривини гледани во сагиталната рамнина, лордоза од вратниот и лумбарниот дел на рбетниот столб и кифоза во тархалниот дел на рбетниот столб. Додека рбетниот столб гледан во фронтална рамнина треба да е рамна вертикална линија. Овие кривини во физиолошката граница се нормална појава, додека нивното зголемување или намалување се смета за патолошко. Рбетниот столб го градат 33 куси коски или прштелени, од кои 7 се вратни, 12 градни, 5 слабински, 5 крстни и 4 до 5 имаме опашни пршлени. Првите 24 пршлени се слободни и подвижни, додека последните 9 до 10 меѓусебно се сраснати во две коски, и тоа крсната коска и опашната коска. Ако се присетиме на своето детство, ќе се нанижат слики на разиграни деца кои шутираат топка, се качуваат на дрво, играат ластик, возат велосипед и разни други игри. Се користеше секој слободен момент да се помине времето со врсници во активна игра. Денес децата играат во паркови игралишта само во рано детство, оноку колку што дозволува работното време на родителите и зависноста од телевизијата и компјутерите. Обемниот материјал за учење побарува часови седење во училиште и дома, а гледањето на омилените серии или цртаниот филм се почесто ги окупира децата, додека родителите го привршуваат работниот ден. Ваквиот седечки начин на живот како последица има недоволна развиеност на мускулите и тетивите, а младите коски трпат нефизиолошки сили кои доведуваат до деформитети на стапалата и рбетниот столб. Да ги напоменеме причините за седење или држење на телото, при што може да се појават и деформитети кои што се од следниот вид. Странично искривување на рбетот во фронтална форма, позната како сколиоза, зголемена кривина на рбетот наназад, или кифоза, и зголемената кривина на рбетот нанапред, лордоза. Најнапред ќе се задржиме накратко за сколиозата, што представува и кои се незините симптоми. Сколиозата е странично искривување на рбетот. Кај лица кои имаат сколиоза се гледа од назад, рбетот е во форма на буквата S. Од сколиозата страдаат 2% од женското или 0,5% од машкото население во светот. Развивањето на сколиозата најчесто секогаш е безболно. Раното откривање е многу значајно затоа што веднаш може да се започне со третман за да се спречи влошувањето на состојбата. Симптомите на сколиозата најчесто може да се увидат при појава болки во грбот, потешкоти со дишењето. Едното рамо е повисоко од другото, нееднаквиот струк, еден колк е повисок од другото, испакноста на ребрата на едната страна на градниот кост, како и при наведнувањето на едната страна на рбетот е повисока од другата. Еве неколку вежби за сколиоза. Лошото држење значи на десната градна сколиоза. Почетната положба ние легнати сме на стомак. Во првобитната положба левата рака е позади главата, а десната покрај телото. Кревањето на главата и рамениот појас заедно со раката со цел посилно истегнување на рбетниот столб. Наредната вежба е исто. Почетната положба легнати сме на стомак, се работи вежбата како претходната со отклонувањето во градниот дел на кичмата. Имаме доста вежби кои што се работат исто и на рипстол, а како и во парови, односно со совежбач. Во првобитната положба, значи легнати сме на стомак, левата рака е покрај телото со дланката надолу. Совежбачот дава соодветен отпор на подлактиците, а пациентот се обидува испружената рака да ја дигне наназад.
Наредна вежба може од почетната положба со кревање на главата незначително од подлога, а со десната рака се дава отпор на движењето. Имаме потоа и вежби кои што се работа со свиткување на колковите, од почетната положба со колковите свиткани во подколениците, подпрени се со испружена лева рака. Десната рака е подпрена со подлактот на подот оддалечена од телото. Се крева градниот дел на рбетот со испружена лева рака со изложување на рбетот. Десната рака останува на подот. При работа со вежбите се практикува да се работи како што е предвидено, односно во правилно движење без брзање. Понатака имаме уште неколку вежби. Ќе наведеме сега следна вежба која што е во почетна положба свиткување на прстите на стопалото и ја креватме крлицата од целосно истегнување и стапнување на целото стапало. Градниот дел на рбетот се придвижува кон карлицата, додека подоцна ја ставаме левата рака над десната. Сега ќе наведеме некоја вежбичка со лева слабинска сколиоза. Легнати сме на стомак, повторно имаме почетна положба, горниот дел на телото и испружена лева рака. Ногата повлекувајте налево. Отклонот треба да е во пределот на појасот, додека десната нога останува на подот. Еве и некоја вежба да спомнеме за 4 ножна. Во почетната положба свиткана е левата нога се придвижува кон градниот кош. Стопалото не го допира подот. Наредна вежба е од почетна положба, крлицата се крева до потполно исправање на коленото и подпирање со целото стапало на подлогата. Од оваа положба левата нога се крева во страна. Некоја вежба за седење со испружени колена. Од почетна положба со шаките ги опфаќаат над колениците од долната страна. Се исправа рбетниот столб, се привлекуваат рацете, свиткувајќи ги во лактите. Сега имаме сколиотично лошо држање, левата тотална сколиоза. Имаме лежачка положба на стомак со рацете на глава. Од почетната положба се крива главата, лактовите и рамениот појас од подот, правејќи отклон на левата страна со левата нога. Наредна вежба е лежачка на грбот. Од почетната положба левата нога свиткана во коленото и колкот со десната рака правиме привлекување кон градниот кош. При тоа десната нога останува испружена во коленото со целата негова површина на подот. Еве и некоја вежба за десната градна лева славинска компензаторска сколиоза. Во почетната положба истовремено се крива левата рака нанапред и надесно, а десната нога назад и налево. Двата екстремитети се креваат до висина на трупот. Наредно ќе позборуваме малце за кифозата. Таа представува вид на деформитетот на рбетот. Кој е заболен од кифоза покажува искривување на горниот дел на рбетот, давајќи му на детето така наречен изглед на грбка. Малото искривување не е патолошко, но кога се работи за кифоза, тогаш тоа може да зафаќа агол од 50 степени. Кифозата може да биде и неприметна, но може да го даде и карактеристичниот грбав изглед. Кифозата кај децата и адолесценти најчестите типови се постурална кифоза, шерманова кифоза или вродена кифоза. Додека кај возрастните кифозата се јавува поради остеопороза, дегенеративниот артрит на рбетниот столб, туберкулоза на коските, карциномот и слично. Симптомите на кифозата најчесто се нееднакви рамења, што главата се навалува нанапред, разлика во висина или местото на лопатката, цврстите тиви од коленото, висина на горниот дел од рбетот, изгледаат повисоко од нормално и болки во грбот. Еве неколку вежби за кифоза. Почетната положба е лежачка на стомакот. Од почетната положба, рацете ни се покрај телото, се креваат рамената и се придвижуваат лопатките кон рбетниот столб. Истовремено се крева и главата од подот. Наредна вежба. Во лежачка положба, исто како во претходната вежба, се креваат рацете,
со дланките свртени кон подот и главата со лицето кон подот. Почетна положба седечка со испружени колена. Од почетната положба рацете се за телото со вкрстени прсти. Рацете се исправаат, истегнувајќи и што е можно поназад и погоре. Со истовремено свртување на дланките наназад и се придвижуваат лопатките кон работниот стол. Еве уште една вежбичка ќе спомнеме за кефозата. Во почетната положба рацете се свиткани во лактовите, прстите вкрстени, дланките на тилот. Се повлекуваат лактовите што е можно поназад, не одделувајќи ги дланките од тилот. Градниот кош се истакнува нанапред. Почетна положба 4-ножна. Во почетната положба кревајќи го градниот дел на рбетот до хоризонтала, вкрстени прсти на тилот со лактовите над нивото на рамениот појас. Се повлекуваат рацете нагоре и во страна. Под лактицата треба да се движи повеќе од над лактицата. Еве една вежбачка ќе спомнеме во почетна положба стоечка. Рацете се позади телото со прстите вкрстени и дланките свртени наназад. Испружените раце се повлекуваат што е можно поназад и нагоре се придвижуваат на лопатките кон работниот стол. Градите се испакнати. Рацете се испружени покрај телото, кревајќи ги до 180 степени, свртувајќи дланките кон назад. Градните мускули силно се затегнати. Преминуваме на лордозата. Нормалниот рбет, гледан од позади, изгледа прав. Меѓутоа рбетот кој има лордоза, кога се наблюдува странично, се забележува искривеност во долниот дел на рбетот. А кога кефозата има искривеност на горниот дел, кај лордозата таа искривеност е на долниот дел од рбетот. Што ја предизвикува лордозата? Причините за појавата на лордозата најчесто се непознати. Меѓутоа, лордозата се поврзува со лошото држање на рбетот, вроден проблем, операција на грбот или проблеми со колковите. Вежби за лордоза. Почетна положба, легнати сме на грб со нозете свиткани во коленото. Од почетната положба, наизменично, едното па другото колено се приближува што е можно поблиску до градниот кош. Во доцниот период на вежбата, оваа вежба се работи со двете нозе заедно. Наредната вежба е од почетна положба, со испружени две раце ги креваме кон колената, кревајќи ја главата и рамениот појас. Од почетна положба со исправен горен дел од телото се движите наназад. Внимавајте да не се дојде до зголемена кривина во слабинскиот дел. Еве вежба со каде што почетната положба отпрени се на прстите на стапалата со двете нозе. Се крева глутеусите до потполно исправање на коленото. Потоа, неизменично повлекување на шаката во правецот на стопалото до целосно потпирање на стопалото на подот. Еве нека наведеме и вежби во седечка положба со испружени нозе. Почетна положба ги фаќате колената до стола со рацете. Потоа го привлекуваме горниот дел од телото, така што со стомакот ги допирате над колениците. Колената се испружени. Истата вежба со седечка положба, со тоа што со рацете се на надколеницата. Потрудете се двете шаки истовремено да ги допрат стапалата, нозете во колената да не се свиткуваат. При секое исполнение за искривување на рбетниот столб неопходен е лекарски специјалистички преглед, рентгенска снимка на рбетниот столб и физикален преглед, како и планирање на понатамошното лекување. Дали станува збор за здравствен проблем кој може конзервативно да се лекува со физикална терапија и одреден тип на физички вежби или операција, зависи од степенот и фазата на заболувањето. Физикалната терапија е битен дел од лекувањето на деформитетите на рбетниот столб затоа што се изведува во континуитет во текот на неколку години. Физичката активност да се вклучи во сите установи каде што има деца во развој. Благодарам на вниманието. Пријатно.